Почитувани представници на медиумите, живееме во исклучително тешко време во кое на глобално ниво се соочуваме со сериозни предизвици, кои имаат негативна рефлексија врз нашата држава и севкупното општествено живење. Актуелните здравствени, економски и социјални предизвици во Македонија создаваат сериозен ризик за понатамошно нарушување на економско-финансиските текови, кои доколку брзо не бидат ставени под контрола, можат да предизвикаат катастрофални последици. Во изминатиот шестомесечен период беше неопходно да се превземат повеќе конкретни мерки, активности и ефективни политики, насочени кон зачувување на макроекономската и финансиска стабилност заради заштита на индустријата, земјоделското производство, туризмот и угостителството и редица други суштински дејности и во прилог на зачување на што е можно поголем број работни места. Од почетокот на пандемијата, скоро 40.000 наши сограѓани ги имаат изгубено своите работни места. Далеку повеќе дури и од најлошо предвидените сценарија на старо-новата коалициона влада на СДСМ и ДУИ. Како резултат на нестручниот, неаналитичкиот и неефикасен и ненавремен пристап во решавање на сериозните економски тешкоти и неадекватната владина помош, најтешко погодените сектори и дејности доживеа сериозни и веројатно непоправливи штети, кои во голем дел го доведоа во ризик и нивниот опстанок. Во наведениот контекст би сакале да ја запознаеме јавноста со неколку поважни економски индикатори кои укажуваат на сознанието дека доколку во престојниот период продолжи да отсуствува еден таргетиран, брз и ефикасен системски одговор, пред нашата држава на вистина ја чека невидена економска криза. Индустриското производство во јули 2020 година споредено со јули 2019 година е паднато за 9,5%. Дополнително и бројот на вработени во индустријата е намален за 6,2%. Продолжуваат исклучително слабите резултати во сегментот на привлекување на странски директни инвестиции. Доказ за тоа е податокот дека во вториот квартал од 2020 година имаме нето одлив на странски директни инвестиции од 9,3 милиони евра. Посебно загрижува и податокот дека не се отвараат нови работни места, додека досегашните инвеститори го изнесуваат нивниот капитал и профит надвор од Македонија. Дополнително, актуелната влада нема ниту еден министер одговорен за привлекување на странски директни инвестиции. Од јануари до август оваа година буџетскиот дефицит е зголемен за 570 милиони евра. Како во претходниот период, така и понатаму продолжува слабиот тренд на реализација на капитални инвестиции. Доказ за тоа се реализираните само 8 милиони евра во месец август оваа година. Во период кога Македонија се наоѓа на црвената здравствена листа и затворени граници, продолжува падот на прилив во буџетот. Буџетскиот прилив во месец август е за 20% помал од претходниот месец јули. Од тоа произлегува и заклучокот дека нашите граѓани без оглед на тоа што се наоѓаат во нашата земја, вклучувајќи го и користењето на нивните годишни одмори во домашните туристички капацитети, сепак трошат помалку од претходно. Во време кога сите влади ја намалуваат или задржуваат цената на струјата на исто ниво и непосредно им помагаат на нивните граѓани, кај нас таа се зголемува, со што се нанесува доста сериозен удар на штета на граѓаните, но и на деловниот сектор. Почитувани во овие исклучителни времења, соочувањето на граѓаните и деловната заедница со кризата представува сериозен тест за нашата издржливост, подготвеност и посветеност за взаемна поддршка и барање на одржливи, но и долгорочни решенија. Со оглед дека отсуствува јасна владина стратегија за излез од кризата, во следниот период изразуваме јасна и целосна подготвеност за вршење на интензивни и непосредни консултации со представници на деловната и академската заедница. Истовремено претеничката група на ВМРО ДПМН има намера да предложи поголем број конкретни креативни мерки и политики со крајна цел да помогнеме во процесот на интензивирање на севкупниот процес на развој на македонската економија. Крајно време е да започне со креирање на реална економска политика и постигнување на позитивни резултати, што ќе биде во интерес на нашите граѓани, нивната благосостојба и просперитетот на Македонија. Ви благодарам. Дали имате некој прашање?
се немоцунски зошто се уште не се формирани работните тела во собранието и кога тоа целосното функционално ќе стане? Дефинитивно еден од предусловите за да имаме функционално собрание е да работат. Да работат тие работни тела кои што се во состав на собранието. Ќе ви кажам, јас сум загрижен од фактот што се уште не се формирани тие работни тела и тука мислам дека прашањето треба да го упатите кон владата, кон парламентарното мнозинство пред се и да ги прашате, бидејќи нели беше императивно ние да имаме брзи избори за да имаме функционални институции, собранието ја имаше првата седница пред повеќе од еден месец согласно денешниот датум, а ние се уште немаме функционално собрание. Ова е навистина многу сериозно прашање и добро е да се упати кон тие што во моментот имаат најголема одговорност зашто тоа не се случило, а тоа е парламентарното мнозинство. Дали имало координација како ќе се делат овие? Тече процесот на координација и веројатно треба да се надеваме дека следната недела ќе имаме решение. Имате ли информација за дека одлуките од председател Пендаровски за воредна состојба се веќе доставени во собранието и како ВМРО ДПМН ќе се постави на овој план и ваш став околу најавите за онлайн функционирање на собранието, дали има искуство од други држави за седници и за гласање за Во однос на првото ваше прашање, тешко е да дадам став како би се произнесле без да ги видиме конкретните материјали. Кога би ги виделе таквите материјали, ќе можеме да ви дадеме став по однос на истите. Имам информација дека биле пуштени до собранието, но дека истите повторно се вратени во кабинетот на председателот и добро е да се истражи која е причината заради тоа. Во однос на онлайн реализација на седници на собранието, веројатно сите сме свесни дека заради глобалната пандемија треба да ги превземе сите мерки на заштита кои што би овозможиле функционално собрание. Но истовремено не треба да се оди кон брзи и непромислени решенија кои што постои голема веројатност треба да се направи една добра анализа би биле спротивно со уставот на нашата држава и од тука во таа смисла нема во овој момент некоја широк фронт на консултација кој што треба да се отвори и во таа насока мислам дека се уште не е зрел нашиот систем, а веројатно немаме ни воспоставена поддршка од гледна точка на софтвер и хардвер кој што е потребен за реализација на истото, да би можеле да одиме кон еден таков процес, а на крајот исто така треба да видиме дали има такви некои споредбени искуства кои што би можеле да ги видиме и позитивните и негативните аспекти од истите. Така да би ви кажал дека јас лично имам многу сериозна воздржаност и за уставноста на едно такво решение, но и дали ќе имаме капацитет и можност тоа да го реализираме, а навистина да го представиме суверенитетот на граѓаните како што тие заслужуваат. Дали има најави за вие најавувавте протести дека ќе има опозицијата на есен? Каков е планот? Дали ќе се здружите и со другите политички партии, невладини организации, граѓански организации? Имаше некои такви најави, но мислам дека се уште течат консултациите и мислам дека најдобро е тоа прашање да го упатите, бидејќи јас тука настапувам од име на пратеничката група и како пратеник до еден од партиските портпароли. Ке сменам малку тема, колку ова влада направи за одвојување на партијата од државата, имајќи предвид дека сега имаме двајца генерални секретари на партиите во власта кои вршат клучни функции во извршната власт и подолго време да се во партија отколку во влада. Тој тренд кој што е започнат во Македонија, па јас би рекол 30 години назад, ние никогаш не сме излегле од тој феномен, никогаш не е прекинат, напротив, јас би рекол во претходните 3 години владење на СДСМ и ДУИ, само се надградија сите претходни негативни феномени на поврзаноста на партијата и државата и вие само давате еден дополнителен пример што ни докажува дека тој процес продолжува. И тоа е само уште еден пример за лицемерноста на оваа владина политика. Доколку вие сакате да бидете различни од сите грешки што се правеле претходно во минатото, веројатно вие ќе превземете и конкретни мерки за тие да не се повторуваат. Но гледаме, старо-новата влада почна, условно кажано, во еден нов владен состав, грешките продолжуваат. И благодарам.